Добри не дојдовте во Портик. Добар ден и добро најдовте. Нашата камера беше на самиот старт на акцијата околу 10 часот, сега е 14 часот и 30 на минути. Предпоставувам дека горе-долу веќе на средина на акцијата имате некакви податоци како се спроведува, за разлика од изминатите две акции, со оглед на тоа, нели, станува збор за една традиција која што е во чест на Тоше Проевски организира Црвениот крст. Да, значи ова е третата година поред, како што спомнавте. Во соработка со Тоше фан клуб форумот, значи по нивна иницијатива и наши прифаќање на таа иницијатива која што секогаш сме отворени за добронамерни иницијативи. Ова по трет пат се организира крводарителска акција. Јас допред малку значи бев на самата акција пред да доаѓам на студио. Бројката е значи веќе надмината од ланската наша акција, има некаде околу 170 дарители на крв до ова време. Така, бидејќи сте координатор на оваа акција, имате онаа врска помеѓу Црвениот крст на град Скопје, претпоставам дека и Заводот за трансфузиологија. Како се добиваат тие координации? Има потреба која што треба да задоволите или самиот чин на тоа хуманост и на оноку колку што ќе се собере е доволно за... Добро, значи ние за таа цел се прави интегрален план, значи планирани крвни единици во текот на целата година на ниво на Република Македонија. Според најновите, значи и европски критериуми, значи во нашата држава потребите се некаде околу 55.000 единици крв. Ние ланската година веќе се пофалам дека успеавме тоа веќе 2 години поред да го реализираме потполно, значи дури и да ја надминеме значи таа бројка. Што значи дека потребите за крв во клиничките центри со нашите активности заедно значи со службите за трансфузиологија се покриваат во целост, значи и така да нема да има криза, односно потреба од ангажирање и јавување по лица, значи за да се мобилизира да даруваат крв. Улогата на Црвен крст е значи да ги мотивира, да ги анимира, значи да ги повикува и организира значи тие крводарителски акции, додека пак улогата на службата за трансфузиологија, значи Институтот за трансфузионална медицина е колекционирање на крвта на самата акција, обработка, значи и после тоа праќање до самите клинички центри каде што има потреба, значи каде што пациентите го чекаат таа драгоценна крв. Така. Бидејќи сте доктор по вокација, претпоставам дека знаете, ајде малку да ги запознаеме и нашите гледачи кој се може да биде крводарител, како се станува крводарител. Тоа е регулирано во нашата држава со закон, значи крводарител може да биде секој здрав значи граѓанин кој што е со возраст од 18 до 65 години возраст. Претходно значи нема никакви критериуми освен тоа што треба да се чувствува здрав. Се пополнува пред самиот чин на дарување на крв, се пополнува еден прашалник каде што одговара на прашање кои што се однесува за здравјето на самиот крводарител. После прашалникот значи следува лекарски преглед од страна на специјалист трансфузиолог, кој што врз база на одговорите од прашалникот и едно кратко интервју што ќе го има со дарителот, исто така значи се мери нивото на хемоглобин во крвта, крвниот притисок и врз база на сите овие податоци значи самиот трансфузиолог одлучува дали крводарителот може да дарува крв или не. Ние никогаш не одеме кон тоа да по секоја цена значи му земеме на тој што ќе посака да дарува крв, значи да му земеме крв. Најпрво ни е битно и значајно значи здравјето на крводарителот. Значи доколку има некои значи најниски граници, значи не сакаме да му наштетиме на здравјето на дарителот, значи ние љубезно го враќаме назад, укажуваме дека значи може тоа да го направи во некоја од следните акции. Доколку пак се е во ред, значи тогаш следува на самиот чин на крводарување кој што трае некаде околу 5 до 6 минути. Значи се освен една мала болка значи од убот од игла на ракот, значи нема никаква друга болка и нема потреба значи да се плашат дека тоа е кој знае колку страшно. Значи тоа е постапката и после тоа значи следува едно освежување значи од страна каде што се добива течности за да се надокнадат течностите кои што ги губи во организмот. Една мала пауза да се смири организмот по губењето на таа течност која што се зема при крводарување и после тоа значи може најнормално да се враќа во нормалната функција на живот. Каков ефект дарувањето на крв влијае врз нашиот организам? Некој ќе рече дека е убава практика да се дарува барем еднаш годишно крв заради тоа што се реоформува крвта, крвените црнини жилца.
Во самиот организам, значи, секој човек, значи, има резерва на крв која што е спестена во слезенката. Значи, некој предвасуде дека, значи, со тоа ќе изгубам јас од крвта, па ќе ми треба многу време да се возврати. Тоа, значи, со самото дарување на крв се дава од резервата, буквално. Значи, таа резерва која што постои во нашиот организам, значи, при дарувањето на крв се активира, значи, и влегува во циркулација. Значи, за кратко време се обновуваат, значи, организмот има таква способност да го обновува, значи, волуменот на течноста која што се дарува. Значи, волуменски крвта се надокнадува во текот на 12 до 48 часа, но дека пак, значи, еритроцитите и другите, значи, крвни елементи треба, значи, на некој од 1 месец, највише до 3 месеца, значи, се надокнадува бројката во самиот организам. Со самото дарување, значи, на тој начин ние го поттикнуваме, значи, организмот да создава нови клетки, значи, правиме освежување на крвта, значи, на секој, значи, затоа е направено да машките може да даруваат на секој 3 месеци, дека пак жените на секој 4 месеци. Значи, во тој период тоа е токму заради тоа што толку му треба на организмот, значи, да се возврати во нормал. Така, а околу годините и возраста на кој што може да се дарува крв? Годините, јас спомнав, значи, тоа е од 18 до 65 годишна возраст. Значи, во средните училишта некогаш, значи, се дозволува испод 18, значи, до наполнети 17,5 години, но тоа го правиме, значи, со согласност од родителите. Значи, се има посебни значи, формулари каде што се пополнуваат, значи, од страна на родителите дека даваат согласност да нивното дете може да дарува крв. Така. Ова акција која се спроведува денеска во чест на Тоше Проевски не е единствената. Ова е по повод неговиот роден ден. Знам дека актуелни Црвениот крст на град Скопје се кога се она прославува или се сеќаваме на неговиот последен концерт одржан во Скопје и во таа чест исто така Црвениот крст спроведува акција. Да, значи ова се веќе две акции во соработка со Тоше фан клуб форумот. Значи првата е ова денешна, значи по повод роденденот на Тоше Проевски и втората е по повод последниот концерт во живо во Скопје на Тоше Проевски. Тоа е на 5 октомври. Лани, значи, имавме, можам да кажем, рекорд во Македонија, значи имаше 350 дарители на крв, значи на таа акција, на една ваква акција, значи спонтана, немало до сега, значи таква бројка, што е за пофалување. Исто така очекуваме дека и денеска одзивот ќе биде со оглед на тоа дека до овој момент има 170, значи до вечерните часови до 18 сигурно ќе има и повише. Значи тоа го прави самото име на Тоше Проевски, пошто и он беше еден од значи кој што ги следеше ваквите хумани активности и секогаш беше, значи, активен на вакви хумани цели. Он беше и наш активист, значи имавме ние спот со него снимено токму за крводарителство. Доколку не се даруваше крв во негово име, ке се очекува истите бројки? Значи ние освен ова други акции кои што ги спроведува Црвениот крст. Добро, таа бројка не е постигната, значи затоа реков и рекорд. Значи не е постигната, али значи ние освен оваа акција имаме и уште други две традиционални на градот Скопје што се, значи по повод 26 јули земјотресот на градот Скопје и по повод 13 ноември ослободувањето на градот Скопје. Господине Љусани, ви благодарам што одвоивте време да сте денеска со нас во Портик. Претпоставувам се враќате во домот на армијата каде до 18 часот се спроведува оваа акција. Ви посакувам успеси за сите потамношни активности кои што ги превзема Црвениот крст на град Скопје. Благодарам. Јас само што сакам да напоменам дека денеска имаше, значи, едно спонзорство од страна на Бимилк, значи на секој дарител имаше од нивни производи, значи, подарок. Ви благодарам, а ние продолжуваме на слична тема.